Во студиото со вас, Тамара Дичовска. Почитувани, добар ден, ви благодарам што и денеска ситела вашиот избор за Пладневни вести. Денеска се одбележува Успение на Пресвета Богородица, еден од најзначајните празници во православниот христијански календар. Во народната традиција празникот е познат и како Голема Богородица. Тој има посебно место во македонската традиција, а низ годините се одржуваат различни верски и народни собери, особено во местата каде што има цркви и манастири со богородичен патрон. Под мотото "Твојата хуманост е нечија надеж" ќе се одржи традиционална крводарителска акција во чест на празникот. Акцијата ќе се спроведе во домот на Арама од 9 до 17 часот и на неа се очекува да бидат донирани од 150 до 180 крвни единици. Акцијата организира Општинската организација на Црвениот крст центар во соработка со Институтот за трансфузиона медицина. Колегите Мартин Арсов и Александар Трајковски денеска се во манастирот на Матка Успение на Пресвета Богородица, каде што се одржа богослужба и крводарителска акција. Хлебот наш насушен дај ни го денес и прости ни долговите наши, како што и ми простеваме и ние на нашите должници. И не го ведувајме во искушение, туку избави ме од лукавиот. Зашто Твое царството и силата и славата на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Кога во нашиот дом заради нешто се страда, слушнете ја Богородица како вели: "Што и да ви каже мојот син и Господ, направете." И кога срцето е празно, слушнете ја: "Што и да ви каже, направете." Кога семејството е разделено, слушнете ја: "Што и да ви каже, направете." Кога народот се плаши за својата иднина, слушнете ја: "Што и да ви каже, направете." Таа не вели: "Следете ме и слушајте ме мене", туку слушајте го него. Ако сакаме да ја прославиме Божјата мајка, да го послушаме незиниот глас, што тивко се обрата на присутните на свадбата во Кана Галилејска, треба да го примиме незиното слово: "Што и да ви каже, направете." Пресвета мајко, ти која го прими несмесливиот во својата утроба, прими ги денес нашиве молитви, ти која го носеше Христа во своите раце, научи не како да го носиме во нашите срца. Ти која стоеше под крстот, не оставај ги оние што денес стојат под своите крстови. Биди со мајките кога плачат, со детето кога се плаши, со старецот кога е сам, биди со болниот кога чека исцеление, биди со оној што заминува далеку, биди со оној што останува сам дома, биди со нашиот град, биди со нашиот народ. Секоја година доаѓам овдека, на тие што не биле им порачувам да дојдат на овој прекрасен манастир и на ова прекрасно место. И воедно им го честитам именденот на сите Мари, Маријани. Постев и си се причести сега. Постам сите пости и постам и се причествувам. Кој е значењето на постот според вас? Па значењето на постот е има духовен и телесен е постот. Значи се чистиш од тие телесни, например, и духовни грешки и гревови што ги правиме, така. Сите да се добронамерни, добри, со добри мисли. Па стално идеме ние овдека на овој манастир и секоја година сме тука, помагаме, се трудиме да биде се во ред, така. Зашто се помолите? Па за здравје, за Господ да е со нас секоја година, тие се желбите. Денеска е убав ден, Успение Пресвета Богородица, голем празник
Сакам да им честитам на сите мои сограѓани, православни христијани, да е за многу години празникот, многу здравје, среќа, благосостојба во нивните домови и овој ден нека биде еден ден кој што ќе биде водилка за сите христијани во Македонија и пошироко, и Господ да ни ја благослови Македонија. Здравје, среќа и еден со друг повеќе да се почитуваме. А премиерот Мицкоски синоќа денеска беше во посета на манастири за одбележување на денешниот празник. Синоќа од Осоговскиот манастир, каде што присуствуваше на божествената литургија по повод предпразнувањето на Успение на Пресвета Богородица, повика на зачувување на духовното и културното наследство. Денеска премиерот е во манастирот Успение на Пресвета Богородица во Берово, а оттаму го честиташе и денот на рударите. Најпрвен да го честитам големиот христијански православен празник на сите верници кои што денеска го слават, на православните христијани, а на сите граѓани да им посакам здравје, среќа и успех за нив и нивните семејства. Исто така би сакал на рударите, бидејќи ова е дивен ден, да им посакам среќно кога влегуваат во рударските окна и да посакам нормално безбедна работа, работа која што ќе значи подобра иднина за граѓаните и за Македонија. Традиционално денеска сме овде во Берово, заедно со моите соработници, со граѓаните во Берово, а гледам дека има во суштина и граѓани од цела Македонија, така што секогаш е задоволство да се биде на овој ден токму тука и да се одбележи овој ден со вака една, би рекол, порака која што е обединувачка, која што значи обединување. Всушност тоа е и мојата желба како председател на владата. Ви благодарам. И државниот врв го честиташе празникот Успение на Пресвета Богородица. Председателката на државата Гордана Силјановска-Давкова и председателот на собранието Афрем Гаши испратија честитки до православните христијани за денешниот празник. Во време обременето со искушенија и премрежја, верувам дека ликот на Мајката Божја ни инспирира и храбри сите нас да истраеме на патот на доброто, градењето на заедништвото, грижата и солидарноста во заедницата, чувајќи и негувајќи го мирот во неа. Посакувам на овој светол христијански празник, храмовите на Македонската православна црква, како во татковината, така и во диаспората, да бидат исполнети со верници сплотени во христијанската љубов под закрилата на Пресвета Богородица. Стои во честитката на председателката. Собранискиот спикер за денешниот празник порача: нека празничниот ден биде исполнет со мир, спокој и семејна топлина и нека не потсети на вредностите што не обединуваат како општество. Во духот на соживотот и почитувањето на различностите, да продолжиме заеднички да градиме општество во кое секој граѓанин ќе се чувствува почитуван и еднаков. На сите кои го празнуваат им посакувам добро здравје, благосостојба и пријатни празнични мигови со своите најблиски, напиша Гаши. Лидерот на СДСМ пак синоќа беше во Лешок, каде го посети Лешочкиот манастир и црквата Свети Атанасий во пресрет на празникот Успение на Пресвета Богородица. А денеска во Македонија е неработен ден и продолжен викенд кој е асоцира на гужви на границите моментално. Според камерите на границите не се забележуваат колони на возила, меѓутоа од 22 часот синоќа до 10 часот утринава излез од Македонија направиле над 12.000 наши државјани на граничните премини Богородица и Табановци. На граничниот премин Табановце од вчера од 10 часот до денеска до 10 часот влез во државата оствариле 2130 македонски државјани, а излез оствариле 5550 македонски државјани. Што се однесува до странските државјани во истиот период, влез во нашата држава оствариле 9029, а ја напуштиле државата 16185 лица. На граничниот премин пак Богородица од вчера од 10 часот до денеска до 10 часот влез во државата оствариле 5743 македонски државјани, а излез оствариле 6993 македонски државјани. Што се однесува до странските државјани во истиот период, влез во нашата држава оствариле 6445, а ја напуштиле државата 8590 лица. Од страна на Министерството за внатрешни работи се превземаат сите мерки и во функција се ставени сите човечки и технички капацитети за да се забрза протокот на патници, се разбира со спроведување на задолжителните гранични проверки.
А Охрид преполн со туристи за овој празничен викенд. Црквите преполни како изминативи денови, така и на денешниот празник со верници. Сликата од Охрид ја пренесува Нина Ритоновска. Балканскиот Ерусалим из овој продолжен празничен викенд полн со туристи од сите краеви ширум светот. Градот познат по 365 цркви по една за секој ден, кои представуваат вековни чувари на архитектурата, уметноста и културниот идентитет останува магнет за посетителите. Ние имаме овде Господ обилно дал многу светињи и не е случајно што Охрид толку многу туристи од целиот свет го посетуваат, тоа е пак благодарение на богатото наследство што ни оставиле нашите предци, црквите, манастирите и тоа е една мамка за сите туристи кои го посетуваат Охрид. Значи од Свети Наум, од Света Софија, Плажник, Канео и така натаму. Верскиот туризам бележи постојан раст, привлекувајќи домашни и странски посетители кои трагаат по духовен мир, историски приказни и културно наследство. Бројот е зголемен. Сега мерило не се само манастирските слави, кога имаме интензивно огромен број на луѓе. Тука апелирам до сите христијани, како цел западен свет и сите христијани што ги посетуваат неделните богослужби, така и нашиот народ треба да е поактивен и да ги посетува неделните богослужби во текот на целата година. Мојата порака е, верата е начин на живот, да се љубиме, да се сакаме, да ја живееме верата и верата едноставно ни дава смерници да бидеме подобри луѓе, да си простуваме, да си помагаме. Инаку денес верниците го слават празникот Успење на Пресвета Богородица или Голема Богородица, ден посветен на мајките и жените, еден од 12 главни празници на православната црква. Нина Ритоновска, Сител телевизија. Во сообраќајна несреќа што се случила вчера во Словенија загинаа тројца македонски државјани, од кои 2 деца. Несреќата се случила кога комбе со македонски регистарски таблички удрило директно во запрен камион на десната лента. Во комбето патувале 5 лица, сите настрадани се македонски државјани. Според официјалните информации од словеничката полиција, несреќата се случила утрото пред работната зона на автопатот. Камион со странски таблички застанал на десната коловозна лента поради дефект со вклучени сите 4 трепкачи и поставен сигурносен триаголник. Од Македонското Министерство за надворешни работи информираат дека до амбасадата на Република Македонија во Љубљана е доставено официјално известување од словеничката полиција за тешка сообраќајна несреќа што се случила на 27 август на автопатот А1 во близина на Унец. Во незгодата животот го загубиле 3 лица, едно полнолетно и 2 малолетни лица, државјани на Република Македонија. Повредени се уште 2 лица кои се наоѓале во возилото и кои исто така се македонски државјани. Случајот го обработуваат надлежните полициски органи во Копер. Амбасадата на Македонија во Љубљана е во комуникација со надлежните словенички институции и го следи понатамошниот тек на постапката, информира од Македонското Министерство за надворешни работи. А според последните официјални информации од Центарот за управување со кризи, во последното деноноќе се регистрирани вкупно 31 пожар на отворен простор, од кои 4 се активни, 3 се под контрола, 24 се целосно изгаснати. Од активните пожари, еден е во општината Сарај, во селото Копаница, општините Гостивар, Македонски Брод и општина Чашка. Во селото Секирник, општина Босилова, се одржа 15-тата меѓународна средба на Русали, манифестација посветена на зачувувањето на изворната игра на македонците од Кукушко и нејзино ставање под заштита на УНЕСКО. Преку 150 играорци од различни краеви на државата, но и од соседството, беа дел од 15-тото издание на меѓународната средба на Русали, која се одржа во селото Секирник, општина Босилово. Главната цел на оваа традиционална манифестација е да се зачува изворната игра на македонците бегалци од Кукуш и Кукушко. За организаторите, овој фестивал е доказ дека фолклорот е живо наследство, кое најдобро се пренесува преку директен контакт со народот. Сепак, за негово соодветно одржување, неопходна е поголема институционална поддршка.
Иако поддршката во моментов постои, таа не е доволна за реалните потреби на чуварите на оваа вековна традиција. Она што за нив е од особена важност е апликацијата за заштита под закрила на УНЕСКО како нематеријално културно наследство. Апликацијата во УНЕСКО оде преку Министерството за култура. Тоа е во нивна надлежност. Сакам да ги замолам, ние ќе добиеме многу повеќе на тежина, ако дефинитивно се добие апликацијата за во УНЕСКО. И тогаш веќе и другите ќе продолжи традицијата, ако веќе вековно ја негуваме, тогаш веќе ќе биде бескрајно, ќе може да се шири, има нови познанства, ќе се збогати репертоарот, во таа може да се зголемуваат и поддршката, финансовата поддршка, да кажем, за програмите. Дека ваквите фестивали се од исклучително значење, се согласува и градоначалникот на општина Босилово. Според него, историјата досега покажала дека токму македонскиот фолклор е најголемиот и најсилниот заштитник на македонскиот народ и неговиот идентитет низ вековите. Како општина секогаш ќе даваме поддршка на ваквите настани, затоа што овие настани се исклучително важни, како за младите, така и за подигање на социјалниот и културниот живот во руралните општини. Сметам дека одржување на русалиството како посебен вид на фолклор е исклучително важно, бидејќи е се поредок вид и ние како општина имаме одлична соработка со културно-уметничкото друштво Русали и Секирник. Русалиството е древен обичај кој во селото Секирник се пренесува од колено на колено повеќе од 100 години, а традиционално се организира секоја година во чест на големиот христијански празник Успение на Пресвета Богородица. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија. Заврши 33-тото издание на фестивалот Охрид Фест, кој донеса богата фолк и поп програма, нови хитове и иновативна употреба на вештачката интелигенција. Каде си ти сега? Не спирам сам, подигам чаша за нас, за љубовта наша. Ти замина, јас те самувам. Охрид и ова лето пулсира во духот на музиката. 2 дена 33-тото издание на фестивалот Охрид Фест Охридски трубадури. На бројната публика и понуди фолк вечер на која беа промовирани нови песни на староградската музика и охридскиот мелос и интернационална поп вечер со познати музичари од земјава и регионот. Она што го карактеризира фестивалот оваа година е употребата на вештачката интелигенција. Многу убави песни, а она што го карактеризира оваа година фестивалот е употребата на вештачката интелигенција. И јас и ги предизвикав сите гледачи и љубители на поп музиката да може да препознаат кое како е праено. Локалните автори од регионов ви кажал дека многу смело и храбро ја употребуваат технологијата и многу иновативни решенија аранжмански, композиторски, така да мислам дека до следната година ќе има македонската публика што да слуша од овогодинешното издание од фестивал. Овој фестивал кој одамна е надмина локалната димензија е простор и за културна размена и музички соработки. Па посебно тоа, да, имаме многу и гости кои што беа во ревијалниот дел од програмата, кои што се победници на регионалните фестивали, како и од тука минатогодишните, изминативе 2-3 години победници гостуваа по околните фестивали, така да во тој дух и продолживме оваа година и во наредниве години се надевам дека ќе ни продолжи соработката. Она што не радува, што не само пеачите, што е пракса, пеачите да доаѓаат по фестивали, доаѓаат со цели тимови. Охрид Фест со децении наназад останува символ на квалитет и сцена каде се раѓаат хитови и создаваат нови музички миња. Нина Ритоновска, Сител телевизија.